Благодарам. За ова, колеги, зборував во претходниот мој говор. За ова што го кажа вашата колешка Ивана Туфиджиќ. За ова. Дали ние, како држава и како институции, имаме доволен капацитет да им гарантираме на граѓаните дека тоа што ќе биде прибрано од страна на УЈП преку банките, ќе биде добро чувано, ќе биде заштитено и нема да биде злоупотребено. Бидејќи уназад гледано, како држава и како институции, сме свесни и гледаме дека многу работи се злоупотребени. Прислушкувањето 2001, прислушкувањето пред неколку години, прислушкувањето на јавното обвинителство сега. Значи, разни влади, проблеми на прислушкување имаме. Проблемот кој што нашата колешка го кажа за злоупотреба на пополнети даночни пријави, зошто не е решен? Зошто тоа се дозволило да излезе во јавност? Значи, тогаш ние, како држава и како институција, сме им гарантирале на граѓаните, не се сегирајте, вашите даночни пријави се тајни. Меѓутоа, етоа, видовме дека се злоупотребија. Кој ни гарантира дека нема да се злоупотребат и овие податоци кои што ќе бидат прибрани во Управата за јавни приходи? И на прашањето на пратеничката дали министерот знае како тој случај завршил, министерот за финансии, кој што на еден начин хиерархиски е над директорот за Управата за јавни приходи, значи нивни предпоставен, вели дека не знае во овој момент, дека нема информации, што е легитимно, не може да знае министерот за се што се случувало. Меѓутоа, давате предлог на закон, каде што Управата за јавни приходи ќе има можност да прибира осетливи информации за граѓаните, накуп за сите, не побарање, накуп за сите, а претходно да не се осигурате дали таква злоупотреба е можна и да не се осигурате кога имало таква злоупотреба, како настанала, дали се казнете и луѓето и што е преземено. Што треба сега? После настојањето на овој закон да излези нова афера некоја, па после да ни текни дека нешто имаме проблем со институциите. Значи, многу пати од Европска унија ни било кажано. Закони не е проблем, имаме коректни закони. Негде треба да се подобрат, да се поправат, да се реформират, така натаму. Проблем имаме со спроведување на законите. Идејата е во ред. Кажав на почетокот, идејата е во ред. Меѓутоа, дали ние како институции сме спремни да гарантираме, ние како парламентот кој ќе донесеме законот, а потаму и Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, да гарантираме дека тоа што ќе биде прибрано врз основа на овој закон нема да биде злоупотребено. Тоа ги интересира граѓаните. Тоа ние треба да им го гарантираме овде денес со носењето на овој закон. А врз основа на овие дискусии кои што ги водиме, мене ми се чини дека не можеме да им го гарантираме. И после ширела паника опозицијата. Не шири паника. Чисто алармираме. Луѓе, овде гледаме фалинка. Дајте да седниме да го средиме. Па ќе го пуштиме после во, што се вика во промет законот. Не е проблем. Благодарам.